Вратата ни се отворила, съм ги отворила. Дойди тука малко. Јас имам ништо да ти кажам. Треба као овакво интро да ме стресира, не. Драмателен. Што сегаш? Ја мора да ти се извинам, ама денешниот ден ќе биде мој влог. Добро. За некој, вајда се надевам 15 на минути максимум, треба да заминеме од тука. Не ти кажувам каде одиме, ќе дознаеш кога ќе стигнеме. Не те продавам на црнци, не се сегирај. Не можеш ти ништо да продадеш, црнците можат да ме земат и да ме продадат пак назад. Ја можам да те однесам таму. Откуп ако сакаш. Ке ти се исценкаш по полна цена. Сакам да се спремиме за патување, да се спакуваме за да може да заминеме за брзо. Ја си би узбуджен. Ова уствари ќе ти дојде како шеста дополнителна факултатива настрана од другите Па ти си ги пет броела. Така се напишани во пакетот, Иван. Да, јас читав се, Иван немаше појма ни каде ме ни шо прави. Кај сме? На Малдиви сме. Топ! Иван, Марко не чека таму со 3 бода и ќе не носи на едно место. Како ќе ја носи? Марко ќе не носи. Бода ти си иначе моторчиња што те возат на одредени места. We arrived? Okay. Where are the others? Кај ми е жената? Где ми е жена? Не знам што се случува. Леле, каци га изтаиле? Каква бициклистичка кацига ти стаиле? This wasn't that scary. Бај! Бај, како и да беше. Свахили бај. Епа Иван, ја тебе не стигнав да ти купам ништо за роден ден. Денес ми е роден ден. Не ти е денес роден ден, ама поради тоа што на денот на твојот роден ден најверојатно ќе имаме други факултативни излети. Јас и Марко, решивме да ти приуштиме едно убаво роденденско искуство. Курва ми земавте. Тоа вечер Зар можда. на Биг Бури? Не. Моментално одиме кај занзибарски продуцент каде што ти ќе снимаш песна. Сериозно? Среќен роден ден. Ама немам песна. Почна вчера да пишуваш, Па, вчера? не пишав. Виче е почел Да, да на брод писате пишувам. песму. Па ете, може да ја доработиш. Јас знам и сум те гледала дека ти одиш, пишуваш и снимаш во еден ден песни, значи ова е возможно. И ти најдов ми продуцент, а дури и спот може да снимаме во смештајон, пошто е многу добар. Така да може една занзибарска песна. Како се чувствуваш? Не се Не паничи? знам, почињам да си фристайлам у глава, не ми одговара тој текст вчера што го пишувам. Не мора тој да го пееш, да? Слушаш бит, брате, па onda kad čuješ Да, bit, прво бит. mora da izabereš bit kakav hoćeš da ti pravi i on ne nema bit, nego ti Па pravi не знам, odmah. нешто афрички. Не, чекам, ќе можеме некоја пиво коњаки за студио. Да, Aj може. tamo, onda. Добро, се опремивме. Ovo je kulturno mesto. Стигнавме во студиото. Иван, студиото е во склоп на основно училиште. This is gonna be fun. Гледам, супер инспирација. Дожи се, уđe. Вако е било моје прво студио. И второ и трето. Back to the roots. Како е било живели на Свахили? Majiša Marepo. Мајша Марек. Можеш и на англиски да пробаш и него разбира англиски? Малку, да. Sve mu je okej, oni se pale na engleski. Некао да му објаснуваш и нему ствари како се чувствуваш и што размислуваш. Да, многу се гади и види го. What up? Ти имаш другарка, Ивана. Види Може да како. стане. Жал ми. Окей, не ми е толку жал, некако се радувам што не може да стане. Битно се седи на земја. Куне сакам да бидам кул, да пунам ја каса, да биде фул. Дури ја каснам, она е у жур. Dobro došao u emisiju, moje ime je Marko, ja sam vodič prestižnih makedonskih umetnika. Jebi ga, znaš, ono, fora je, umetnik ne može da stane i mora uvijek da snima, mora uvijek da radi. I onda, znaš, on čeka kada je odmor, čeka kada je Zanzibar, mora da dođe neko, Asante Sana, je rekordi, a? Yes. Where do I be? Ovdje. Ова дески. Да, води. Umetnik mora stalno da smišlja, da piše i sve to. I zbog toga, jel da na tvoj nagovor, smo došli ovdje kod Ibrox Masterminda, čoveka koji je budućnost zanzibarske muzike, budućnost sveta. Inače u napuštenoj školi, jel da? Da. Mislim, okej, nije napuštena škola, ali izgleda kao da je napuštena. Izgleda. Pa ne, fora je ono kao preko dana drže časove i sve to, onda dođe noć, dođe sve, dođe Ibrox, snimaju se pesme. Пошто школа на вечер е Pa ne, празно. ne radi. Ima zapravo večernja škola ovde za stare ljude da uče, ali dobro. Да. Ovo je kao muzička škola. Suštinski sve se tu radi kod Ibroxa, a zašto ono kao preko dana se ne snima kad je škola? Aha, samo da ga pustimo sad. Po Ibrox, Ibrox?
Nemam pojma koja je. Dobro, a? Što da ti kažem? Ja ti dobro? Pičku mater dobro. U pičku mater. U boljem studiju nisi bio, ja mislim. Taka, ja nisam imao bolje iskustvo u životu, živim s Pazi, to ti je to, zajebiš ono makedonski studije koji uzimaju mnogo para. No gdje smo stali? Tu on snima preko noći, preko dana spava. To da žive u stvari, Pa cijelo. da, živi ovdje sve vreme, sad Dezina spava ovdje napolju, idi unutra. Ja ali ono četkaj suštinski- pastori da onda. Da, pa ne, to je važno, mora da čuva zube. To su ih učili ovdje u školi. Сите се со бели забили. Aj molim te, uzmi ovu kameru i idi kao snimi ljude, pa vidi su svi beli zubi. Širimo tu ljubav, brate, zapravo Zanzibar, Jugoslavija bivša, Tito. Tito, pa da. Jeste snimali, brate, kod Tita u bifeu? Nismo. Ima Titov bife, da znate, u Zanzibar Stone Town, fenomenalan, oko 3000 šilinga, sada je spuštena cena. За Југословенци е спуштена. Da, za Jugoslovenci je spuštena. Типот иначе газдата на локалот бил 3 пати во Белград и 3 пати си има ракувано со Тито. Тебе ти текна да дојдеме тука, така да фала ти на тебе. Ma kakvi. Марко е непробиен рапер. Nije ne probije raper, nego raper koji neće da se probije. Mogu bi da hoću. Ако се пробие, you saw it here first. Can you catch Bug. You know, like small bug. bugs in the hair if you have know- dreads? Because I want to have dreads and she won't let me. Because she's afraid that I will have bugs, small bugs. Small bugs. Yes. Yes. Do you have Yes. in the hair? Yeah. Nema. Nema razvira. Apana, Dudu. Apana dudu. No? No, you see? Okay. I'll think about it. I have my friend. Can I do that? Sad će da ih dobije dred. Да, стварно. Pa pravimo За dredove. спото, па прави бе Иван. Види, ова е добро да му го направи за да види и он дали сака или не. What? Okay. Вау. And this is just a braid or this is the dread? Dread. Oh, Just this like- is the dread. Okay. Sad je to pravi kao pletenice. Да. Mene zajebavaš. Ти го врза со оваква If со you want, самата can I do коса. something like... You like it? Ке ме утепаш ако ти кажам. You do? Не знам you? Да. Не знам. Ама што ма целани да ја правам по-дебели или некако нешто така. Aren't these kids are gonna make noise? Yeah. No worry. Yeah? No worry, yeah. Okay, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Can you copy the last one once again and then copy the chorus after that? Ние земавме пица, ама тие не прекинуваат да работат некако. She want to join. Come. Okay. When you say Chicago, this is Fahad. This is in Chicago. Пари. Here is Fahad. Okay, I think I got it. Okay. Yes. Let's go. Stand by. Skini cipele, bre. Skini cipele. Stand by. Wait. Okay, stand by. Serious. Action. Body. Chicago. Body. Chicago. Body. Chicago. Body. Chicago. Chicago. Cacita! Akan ni kaya kapten ko. Mana yang main puang di mana? Okay, stand by. Body. Chicago. Body. Body. Hey. I'm down? Okay. Okay. Stand by. Chicago. In Tanzania shilling how much? Kanyuka kasema shika bega. Okay. Kanyuka kasema shika sikio. Kanyuka kasema achia sikio. Shika kichwa. Kila kitu pesa nyingi sana kaka yangu. Kila kitu. Serious action. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita.
sita saba nane tisa kumi. Moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi. Moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi. Tano sita saba nane tisa kumi. Asante. Welcome again. Jina lako ni nani? Jina langu Abdul Latif. Jina lako ni nani? Abdul Latif. Salim. Jina lako ni nani? Jina langu ni Ahmed. Jina lako ni nani dada? Zakaria Makame. Na Zakaria. Azrati Ali Juma. Oh. Azrati Ali Juma. Asante. Azirati Ali Juma. Jina lako ni nani dada? Tena? Zena. Zena. Asante. Što gi praćuje? Jina lako ni nani? Kako se zoveš? Kristina. Kristina, Kristina, Ona pića, hoće da se slikaju s tobom. Da se slikaju? Da, kaže Ajde. hoće. Se prepoti, znači, vidim. Vidi me, se cedam, bre. Колку се весели, гостоприемливи сите, значи премили луѓе се, не можам. Do you know what is his name? Kade. Kade. Каде? Kade. Kade ili kare? Kade. Kade. Kade gde? Da, kade gde. Kade. Where is where? Where is where? That's awesome. Иван? Како си помина, Ивче? Као пред да дојдеме тука, очекував многу работи. Колку дена сме тука? 5. Овие 5 дена ми се исполни 95% од све што замислив дека ќе ми се исполни. Едина ствар што не ме ни разочара до толку е што нема да отидеме на сафари, што јебига, нема да успееме овој пат, наредниот пат. 95% од очекувањата да ти се исполнат се многу, али не ми се верува дека ги онака ми се надмина очекувањата, пер се што очекував, не очекував дека ќе снимам песна со дали кога фалиш одредена раса е расистички или само кога ја навредуваш? Така само кога ја навредуваш е расистички. Да. Според мене, стварно мислам дека црнците се господари на музиката. Знаеш како е, се влагам у студио и беше pretty much она, кога сме седнати кога ти одговарам на интервју, pretty much имаме исти стил на работа, текстови, мелодии, сега не знам текстови затоа што ипак они на свахили пеат. Нема врска, се поврзавте. Што од стартот Вибрацијата, мелодијата ве поврза, не мора да се разбираш со зборови. Не ми се верува. Биди господари на музиката, многу неблагодарно звучи тоа за сите останати раси. Единствената разлика зошто се они боле од мене е затоа што јас се што знам е благодарение на долгогодишно искуство, а они има долгогодишно искуство и плюс талент. Виде како пеат, бе. Вистина ги вози музиката скроз, не знам. Стварно ова не го очекувам, не ми се верува. Тоа е најдобриот поклон педер што го имам добиено во живот. Не ми се верува. Реално, ја не го очекував ова пред да дојдем овде, мислев дека ќе си поминам нешто со Дуксер за роден ден. Тука нема Дуксер, како ќе си поминеш за Дуксер, можеш онаква Леле, од Скопје ти го купив Масај шамија. Прекини, од Скопје ти го Стап онаков Масај, стап. Првата вечер, кога бевме во ноќниот клуб, кога ти таму беше кралот на подиумот. Опа, кој игра Пајдушка, да, тоа што не може да го ставам у видео. Па, ја и Марко правевме муавет, онака скроз рандом нешто ми раскажуваше за негови песни. Ја му викам, бе, знаеш што Иван е рапер? Иван има песни, не може да ти. И моето дете знае да пее. И онака спонтано кажа, почна снимам ја ваму таму. И на Марко беше идејата уствари, па ајде бе шо, ако сакаш да сними песна. И ја бе викам, да! Еви ти усовршениот поклон за роден ден. Од 20 воздржав да не ти кажам ништо. 3 дена ја требаше ова да го чувам од тајност. Ја пукав од возбуда, не знаев што ќе се дешава. Јас ноќти од 20 заспав, така малце растревожена за што следи денес. И да бидам припремена и да размислам се да склопам, а успут да не ти кажам тебе прерано. Така, јас сум многу задоволна од денов. Не знам колку се гледа екстерно мојата возбуда, али изненаденост, не знам, ја мислам дека уште не сум свесен пер што се деси. Па не си. Живи се, јас сум немал боље искуство во живот. Мислам, сигурно не би успел секој да го осети ова како што ја го осеќам и некој би рекол. Добро, снимаше со црнци, браво. Ова за мене има сасвим поразлично значење. Ова е многу поише од снимање песна со црнци. Види, затоа и ти си го добил роденденски поклон. Некој на кој што не му значи ништо ова, му значи нешто друго тука,
например, да оди на Тук се. плажа. Не, други работи тука би ценел. На глупо место ми кажа дека Иван, ти ке снимаш песна, као не спремен ме фати. Као да ми однесеше до студио, И? ја мислам дека ќе пукна. Ти мене ме спреми затоа што ми кажа, ше пред да отидеме у студио ми кажа Иван, ти ке снимаш песна. Колку можеш да издржам прво, а второ сакам Не, добро што го направи така, затоа што стварно мислам дека ако го чуваш и ако ме внесеше ти мене во студио, дека јас ке, не знам што ќе ми се десиш. Да, може дека беше Тоа проблем 10 минути порано ти го кажав. Не дека нешто кој знае колку порано ти кажав кога зедовме пиво и заминавме. Фала што ми кажа порано, тоа значи дека добро ме познаеш затоа што знаеш дека тие 10 минути ми значеа по размислување као што ја ќе снимам, као веќе почнав онака да си подпевнувам, онака си враќам ретроспектива да тиам што ја смислувано мелодии, курци, дали вчера тоа што го смислував на прод, дали ќе уклапа. Леле Иван, леле кога те гледа вчера, значи вчера седевме раздалечени на продот кога се враќавме од плажа и го гледам Иван таму на, как се вика? Напред во шпиц. Го гледам Иван напред на палубата, седнат со крпата за да не гори и вака на телефон, си гледа напред, си размислува на телефон. Стига ми вика, ја почнав да пишувам песна. Ја онака во себе како да ти кажам дека утре треба да снимаш песна. Са Бајле водиме на доручек и гледаме колку е фризортов и колку е голем и широк и прекрасен. Иван вика, ова за спот колку е добро. Ја тука во себе Иван, утре треба да снимаш песна. Не можам да онака не можам да издржам кај пукнев од радост, пошто не можам да ти кажам што следува. Се извини што е 2 дена порано, не е на самиот ден од роден денот, ама Марко ќе мора да не напушти во неделот, така да мора да организираме денес. Живај! Мајка ми пред 3 месеци ми даде поклон за роден ден. Таа јуни, Иванова за роден ден ти е у септември. Ако успееме да снимиш спот овие денови додека си тука, ова ќе биде втор спот кој што ќе те го снимам ја. Играла мојата кариера како камерман. Колку и тебе што не ти се верува, толку и мене уште не ми се верува дека помина денов и се случи, пошто толку го чува во себе и дека помина толку факин добро. Ја мислам дека дечките со кои што снимав им беше дека уште поинтересно од на мене. Верувам дека беа задоволни од мене. Шо? Барем подеднакво интересно. Да, барем подеднакво интересно им беше, ама као они снимаа дури поише од мене со телефон. Од страна да се снимаа и они цело време као мислам дека преако им беше, мислам дека стварно има голем доживење на нив, као пошто реално кога што ја немам прилика да снимам со нив, со друг народ, пошто реално имаме различни стилови, имаме различни уметности. Знаеш што дали размисли, пошто пред некој ден ти кажав дека сакам да слушам од афричка музика, од тие по клубови што ги слушав Рама што ни ги пушташе во автобускуци. Ја ги шазамнував за да нели слушам афричка музика, танзаниска музика, свашта, за да се инспирирам, викам чекај, може ќе земам некој елемент ти текна да ставам у мојата музика. Како се осетив тоа? Исто бев онака како леле, добро е што размислува на ова ќе му треба. Најблиско што очекував од ова патување беше да исцрпам инспирација од патувањево и можеби кога ќе се вратам да снимам песна, такви ствари. Фала ви многу што гледавте видео, се надевам уживавте, пошто ние стварно уживавме. Толку од влогови од моја страна од Занзибар, се пред и после ова ќе го имате кај Иван документирано. Вратете се кај Иван. Да, вратете се кај Иван, ова беше мал интермишн. Многу ми убаво кога во животот вака сосем случајно се склопуваат коцките и ти носат среќа и радост што не си ни планирал дека може да ја имаш. Така да хакуна матата. Сеќа се среди. Уште ми е неопатно написала, не можам да чекам! Не, бро!